Големо ветување, празно радување за оризарите од Кочанско. Наместо ветените цени за откуп на арпа и бел ориз, тврдат од откупувачите не добиваат ниту половина. Самиот министер за земјоделие каже дека откупната цена на оризот ќе биде 25 денари арпа, односно 50 денари бел. Од тогаш наваму не 25 арпа, 50 бел, стана 25 бел со 13-12, па еве ако не грешам со луѓето што земеле и 9 денари од килограм арпа. Тоа е срамота. Ова е причина наместо во фабриките оризот на производителите да стои во амбарите. Ситуацијата е очајна до толку што немаат пари ниту да го соберат овогодинешниот род. Тебе гледаме и површините сами, дека немат пари да ги соберат површините. Тоа е до таму е стасан земјоделецот кој произведува храна за луѓето, односно граѓаните на Република Македонија. Единствен излез од ситуацијата според земјоделците е интервентен откуп на ланската реколта. Да се интервенира по Законот за земјоделство и рурален развој по член 37 да се изврши откуп на оризовата арпа и тоа цената да биде кој што е договорено не помалку од 20 динара, ако е оние договорија 25. Ако е испод 25 треба државата да дотира до 25 динара како што се обеќали. Иначе во друг случај не гледаме веќе опстанок за земјоделците. Доколку ова не се случи, оризарите од овој регион најавуваат протести со цел ситуацијата конечно да им се реши. Радикално ќе излеземе на патот. Нема што да се шуткаме, нема што да се муткаме. Од Крупишта па до Виница има да се собереме сите земјоделци, па ќе издеваме, па дали ќе биде или не бива, па ќе се види тогај. За да не дојде до ова, оризарите денес уште еднаш упатија барање до министерот Цветков. Ве повикуваме да земете во ваши раци откуп и цена да дадете на 5000 земјоделци кои не ви бараат ни вработување, не ви бараат ни социјална помош, не ви бараат ни еднократна помош, него ви бараат исклучиво да му го вредните трудот и маката што ја вложиле во април за да ја касираат во октомври. Надеж дека нешто ќе се смени и конечно земјоделците ќе видат ајро до жнејаното е понеделник, за кога е закажана средба во ресорното министерство. До тогаш стотици хектари под ориз ќе стојат неожнејани, а земјоделците ќе се надеваат дека конечно ќе добијат нормални цени за произведеното лани.